Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Додека Зоран Заев си тера одмори, а другите министри од владата си тераат екскурзии на државен трошок, Тевдовски денеска ги задолжува граѓаните за нови 49 милиони евра. За само 5 месеци СДСМ ја задолжува државата и граѓаните за над 317 милиони евра. Почитувани, ова е третина милиарда за само 5 месеци. Очигледно нема пилот во авионот. Замислете, освен задолжување и криминал, ништо друго не работи оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз. Пробиена е психолошката граница од над 5 милиарди, граѓаните секој ден се позадолжени за над 2 милиони евра. Почитувани, 2 милиони евра секој ден ново задолжување во просек. Директно од Тевдовски и од Зоран Заев. Наспроти тоа, нема нови капитални инвестиции, само 6% во првиот квартал, нема нови инвестиции, нема повисоки плати, нема повисоки пензии, нема ништо од ветувањата од економската политика од предизборите. Наместо Google и Facebook, од странски инвеститори останаа само бизнис партнерите во бизнисот со марихуана на Заеви, а за жал граѓаните тонат во сиромаштија. Очигледно е дека СДСМ не знае да ја управува државата. СДСМ со ваквите политики ја носат државата во провалија. Доказ за тоа е оставката на почитуваниот нивни советник во финансии Бранимир Јовановиќ, кој на време препозна дека овој брод на СДСМ тоне и избега од Министерството за финансии. Не ќеше да им ги гледа маките. Самите кадри на СДСМ препознаваат дека Тевдовски и Заев не знаат што прават. Граѓаните се на раб на екзистенција. Од една страна се задолжуваат државата и граѓаните, а од друга страна се покачуваат даноци, акцизи и сите останати режиски трошоци. Апелираме да прекине задолжувањето уште веднаш. Ова не смее да продолжи. Се задолжуваат, а нема ниту еден реален проект. Подготвени се за метла и Тевдовски, и Заев и целиот економски тим на владата. Оваа влада на СДСМ се покажа како најнеспособна до сега. Затоа, што побрзо си замине, толку подобро за граѓаните. Благодарам.